Македонија е создадена како република во времињата кога во остатокот од светот се говори за монархии, за царства, за кнежества. Републиката е производ на стремежот на илинденците кои испратија громогласна порака дека македонците се одлучни да се изборат за слобода и за човечки правдини. Крушевската република е основата врз која продолжи да се развива идејата за слободна и независна Македонија, во која најголем суверен е токму народот. Никола Карев е првиот председателот кој започнува оваа славна низа, која се развива и од Методиј Андонов Ченто, првиот председател на АСНОМ, кога се роди современата македонска држава. Таа генерација се бореше за својата иднина, но и за вековниот победоносен триумф за слобода и за собствена држава. Референдумот за самостојна и суверена Република Македонија беше спроведен на 8 септември 1991 година. Во собранието беше усвоена Декларацијата за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава. Важен чекор кон монетарното и економското осамостојување беше и воведувањето на македонската валута, денарот, на 26 април 1992 година. Борис Трајковски, уште еден во низата на великани на организацијата кој, следејќи го заветот на претходниците, ја водеше Македонија низ разбрануваното море на предизвици и тешки мигови. Во овој дух, и делото на Ѓорге Иванов сведочи за посветеност и искрена волја да се сочува наследството на генерациите. Македонија денес е повторно на крстопат. На Македонија и е потребно лидерство што ќе донесе промени. Има надеж, бидејќи може да се направи разлика во однос на денешниот неред, хаос и безредие. Потребен е председател кој ќе води напред и кој ќе биде еден за сите луѓе без исклучок. Заслужуваме личност која ќе биде стожер на идентитетот и на стратешките интереси, која води мудра дипломатија, создава пријателства и ги зацврстува сојузите. Председател кој ги носи идеалите на сите претходни, кој создава иднина и има став. На Македонија и е потребно лидерство кое носи промени. Имаме сила за нови чекори напред.